Спасот на владината коалиција го промени ставот на премиерот Зоран Заев за само 2 дена две различни изјави. Заканата на Дуј дека ќе напушти коалицијата со што би паднала и владата доведе до промена на ставот кај Заев. Прво велеше дека СДСМ со свој кандидат ќе трча за Тетово, за сега да дојде до отворање на можноста за заеднички настап со Дуј. Само ќе требало да почекаме да поминал разговорот меѓу премиерот и првиот човек на интегративците Али Ахмети, пошто ќе се знаело дали ќе трчаат заедно за Тетово. По полекичка, кротко ќе биде. Зошто? Се работи за коалициони партнери, кои ќе имаме голема довара. Уште еднаш само ќе потврдиме дека желбата за заеднички настап е присутна. А деталите и јас и тој веројатно денеска не може да ги кажеме. Постапките траат на градоначалници. Ниту знаеме кои ќе бидат од ДУИ, ниту од БЕСА, ниту од ДП, ниту од СДСМ, не ги знаеме. Кандидатите еве за Тетово да кажеме. Заканата на Дуј, иако неофицијална, го промени ставот на Заев, додека пак официјалниот став кој го соопшти министерот за надворешни работи Бујар Османи е дека тие не можеле да напуштат владата бидејќи таа била нивна. Прво, Дуј не може да ја напушти сопствената влада. Ова е влада на Дуј. Така да мислам дека таа матрица дека Дуј е влезена е погрешна. Ова е влада на Дуј, не може да излезе од сопствената влада. Периодов проблем стане датумот на кој треба да се одржат изборите. Заев прво го предложи 31 октомври, што би било кршење на уставот, бидејќи мандатите на градоначалниците и советите завршуваат на 15 октомври. И по ова прашање премиерот го смени својот став. Сега бил подготвен изборите да се одржат на 17 октомври. Овој датум е единствена опција за опозицијата. Првиот човек на ВМРО ДПМН е Христијан Мицкоски. Вели се друго би било кршење на уставот. Ако уставот вели дека мандатот на градоначалниците и советите е 4 години, тогаш после 4 години ние треба да го имаме првиот круг избор на градоначалници и советници. Така што ова не треба да биде тема за дневна политика, јасен е уставот, како што е условот го повикувам председателот на собранието, првиот спикер Талат Џафери да практично ги распише изборите онака како што се според уставот дефинирани. Од Дуј пак кажаа дека датумот за избори не бил проблем за нив, кога и да се одржале, тие ќе ги победеле своите ривали од албанскиот политички блок.